Што ве води на кај горната? Родител или професор? Ни родител, ни професор. Само еден обичен старец. Секоја пролет си има свој бој. Секоја младост си има своји предизвици. Ја замислуваме далечината, 79 години пред нас. Младите гимназијалци кои го разбудија градот. Утрото на 6 февруари 1945 година, во зората на раѓањето на новиот свет, градењето на новото општество. Седумдесет и девет години подоцна, јас, моите соученици, ги отвараме истите врати каде што средното образование го стекнале големите македонски писатели. Коле Чашуле, Петре М. Андреевски, Анте Поповски, научници и обштественици како Живко Попов, Фанула Папазоглу и Ѓорги Филиповски. Тоа е навистина умен човек и добар. Добар. Битола навистина има со што да се гордее. Пријателот Костов со кого ги делевме средношколските клупи. Чекајте да ви прочитам нешто. Битола се избира за резиденција на генералниот инспектор за Македонија и неговите советници, цивилните агенти. Таа се претвора во престолнина за Македонија. Таа нова престолнина не е далеко од старење. Преспа и прилет и од седиштето на до неодамна автокефалниот Охридски архиепископ. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна од ова срце што со себе води разговор ноќен и тревога без. Два конца парај од срцето драги, едниот црн е, а другиот црвен.
6 февруари 2024 година. Што е сакањето, ако не е постојано навраќање? И не зборувам за вашата средношколска љубов. Зборувам за силата која надвладува над самата. Сила која здружува. Секој што е роден македонец, должен е да го сака својот јазик, со кој го гради својот космос. Еве, уверете се и сами. Се генерациите кои го сачуваа јазикот и го документираа во книги кои се наоѓаат насекаде околу нас. Но вие не знаете дека негирањето на македонскиот јазик е проблем кој се појавува во сите епохи, бидејќи секогаш постојат и ќе постојат луѓе кои ќе сакаат да ја фалсификуваат македонската историја. Но ние, македонците, од секогаш сме се противеле, додека од нас не се исцедила и последната капка на животна сила. 79 години, значаен период кој следува по години на страдање, болка, години на борба. Нашиот народ, тие генерации на сликите и многу други пред и после нив, живееа во вековен мрак, во кој тек тук проблеснуваа зраците на светлина и излез. Требаше многу такви обиди да се проникнува во слоевите на иднината и времето. Светлината на факелот го осветли и означи патот по кој мојата и вашите генерации треба да продолжат да чекорат. Ова училиште денес е втор дом на околу 700 и повеќе средношколци. Овде се разбиваат јазични бариери, културни разлики, верските уверувања. Овде, под овој покрив, сите сме еднакви. Тоа е она што треба да го создаде вистинското и здраво образование. Еве денес, нека мојот глас ве поттикне да чекорите по тој пат и да продолжите да творите, бидејќи темелите на оваа гимназија се темели токму на тоа. Светлината во вашиот живот е јазикот. Светлина која секогаш ќе ве води. А кој сте вие? Кој сум јас? Јас сум минатото, сегашноста, иднината. Јас едноставно сум времето кое не можете да го сопрете. Јас сум вашите младешки спомени кои што туку сега ги создавате. Побарајте ги книгите на мојот поранешен соученик, Петре М. Андреевски. Сте слушнале за него? Човек без љубов е човек без свој лик, без своја трага, без своје име, без своје време, без своја содржина.